На Аллах Джелешану ва Джеледжелану, кој е господар на сите светови, а воедно е господар на човекот. Амин Аллах. Нека е салат и селам до на светлата личност, кај Аллах субхану ва та'ала, а тоа е нашиот Божи пратеник Мухаммед салаллаху та'ала алейхи ва салям, кога Аллах Джелешану ва Джеледжелану го направил почитувани браќа да биде негов миленик, а наш пејгамбер и да биде печат на сите пејгамбери на овој дуњалук, и го пратил како патокас за целото човештво до судниот ден. Ние, почитувани браќа, сме створени од Аллах Джелешану. Секој кој што е створен, секој створение, секој махлюка кој што постои на овој дуњалук има одредена цел зашто е створен од Аллах Азза ва Џел. Па човекот на овој дуњалук, почитувани браќа, има своја одредена цел. Неговата цел Аллах Джелешану ја кажува во Куранот и вели: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Вели, јас ги створив луѓето и џиновите за ништо друго, освен мене да ми бидат покорни, освен мене да ми робуваат. Ако земеме било што од створенијата Аллахови кои постојат на овој дуњалук, ќе видиме дека секое створение има своја задача, има своја одредена цел, зашто е пуштен од Аллах Джелешану на овој дуњалук. Ќе видиме дека секој има своја заслуга, своја задача. Па земете пример еден хајван, куче, за кого поголем дел од светот велат тој е најдобар другар на човек. Ако го врземе тоа куче овдека надвор, ќе видиме дека тоа куче си ја врши својата цел, својата задача. Што прави тоа куче? Ако влезе некој човек што е туѓ од оваа куќа, тој ќе почне да лае, со што му дава знак на домакинот дека некој јабанџи има влезено во овој дом. Значи, иако е хајван, иако е стока, иако е куче, иако е створен од Аллах Джелешану со ум, но без разум, вели тој има своја одредена задача и тој се врши таа задача. А човекот кого Аллах субхану ва та'ала го направил да биде наместник на земјата, човекот кого Аллах Джелешану го направил да биде халифа, да биде заменик Аллахов на овој дуњалук, кого Аллах Джелешану све му починил, вели човекот заборава на Аллах Азза ва Џел. Човекот заборава зашто е створен. А рековме, човекот не е створен за ништо друго, освен за ибадет кон Аллах Джелешану. Па затоа правиот верник, правиот муъмин, правиот муслиман, он треба да знае дека на вистина целта на човекот на овој дуњалук не треба да биде дуњалукот. Целта на човекот не треба да бидат парите, туку целта на човекот, почитувани браќа, е Аллах субхану ва та'ала. Ние сме дел од овој дуњалук. И ние треба да живееме во овој дуњалук. Но не треба да заборавиме на ахиретот кај Аллах субхану ва та'ала. Па затоа пејгамберот алейхиссалату вассалам вели: и кога човек ќе прави едно дело за овој дуњалук, вели треба толку добро да ја прави, како да вечно ќе остане ќе живее на овој дуња. Но кога му се починува на Аллах Джелешану, кога му прави ибадет на Аллах субхану ва та'ала, треба тој ибадет да го прави толку со страхопочитување, со страв кон Аллах, како да утре ќе пресели. Па вели Мухамед, вели Аллах Джелешану во Куранот, овој баш уммет е среден уммет. Исламската улема, муфесирите, оние кои го прават тефсир Куран и Керим велат, кога Аллах субхану ва та'ала во Куранот вели среден уммет, сакал да каже, ова е уммет кој не иде ниту на едната, но ниту на другата крајност. Него ние сме среден умет, кој што истовремено работиме и мислиме и за овој дуња, но работиме и мислиме и за ахирет ка Аллах Джелешану. Па Аллах Джелешану во сурата Фатиха постојано вели и опоменува, и ние постојано таа сура ја повторуваме во намазот, каде што Аллах нарекол мајка на Куранот, ја нарекол себа самани, 7 величествени кои се повторуваат. Па вели Господару, не прави од оние кои што залутале, и немој да не направиш од оние на кого сржбата, лютината твоја си ја покажа. Вели Аллах Джелешану ги оставил да залутат христијаните. Зашто? Бидејќи тие денес многу почитувани браќа работат за верата, меѓутоа не знаат како да работат. Тие се во далелет. Тие денеска се отуѓуваат од овој дуњалук. Стануваат монаси, стануваат калугери, калугерки, идат по манастири далеку од светот. Зашто? Да се заробат, да се го заробат својот живот само заради Аллах Джелешану. Но Аллах Джелешану не рази од тоа. Такво нешто во исламот не постои. Во исламот
Allah е еден, исламот е вера на монотеизмот, каде што велиме ла илаха илаллах Мухаммад Расулуллах. Велиме Аллах еден и целта на сите пејгамбери кои дошле на овој дуња, од првиот Адам алейхиселам до последниот Мухаммед салаллаху алейхи ве селем, не било ништо друго, почитувани браќа, освен што зборовите ла илаха илаллах. Сите пејгамбери опоменували и велеле Аллах е еден, нема друг, и обожавајте го само Аллах Джешану, а отргнете се од кипови, отргнете се од идолопоклонство, отргнете се од ширк. Зашто? Ширкот е еден од големите гревови. Ширк е кога на Аллах ке му препишеш партнер, ке донесеш некого рамно во една висина, заедно со Аллах аза ве джеле. Па вели Аллах субхану ва теала во Куранот: и валлахи, Аллах на човекот се ке му опрости освен ширкот, а оние кои што прават ширк нема да им биде опростено. Па вели Лукман на својот син, а Лукман бил еден од пејгамберите кој што има многу мудрост. Вели ке има луѓе кои што ќе го одбијат џенетот. Па неговиот син го прашал: вели татко, зар ќе има луѓе кои што нема да сакаат да влезат во џенет? Зар ќе има луѓе што ќе го одбијат џенетот? Тој да, таа награда од Аллах Джешану. Лукман рекол алейхиселам: да. Па кои се тие? Тие се луѓето кои што ќе му прават ширк на Аллах Джешану. Тие самите си прават зулум кон себе и се отргнуваат од наградата од џенетот на Аллах Джелешану во Джеле. Меѓутоа, човекот нажалост е инсан. Човекот е оној кој заборава. Буквално, почитувани браќа, инсан значи заборавка. Оној кој заборава. На што заборава човекот? Човекот заборава на дадениот аманет кај Аллах Джелешану. Човекот заборава на ибадетот кон Аллах Джелешану. Човекот заборава на нешто што се вели закон на Аллах Джелешану. Значи, човекот е створен за ибадет, но тој заборава на ибадетот. Па каде ќе му биде крајот на човекот, дали се прашуваме? Ние ќе живееме многу на овој дуња, но еден ден ќе преселиме. Па ти кажам пример кој што го спомнавме. Па вели Нух алейхиселам имал 950 години пејгамберлук, најповеќе од сите пејгамбери. Па вели кога излегол пред Аллах: ја Нух, како ти се видел дуњалукот? Како соба со две врати. Влегов, ни седна, разгледав што има, искочив низ друга. Со 950 години, почитувани браќа, пејгамберлук, а колку имал живот, само еден Аллах знае. А ние денес со нашите просечни 60 години, каде ќе видиме ние и како ќе искочиме пред Аллах Джешану? Дали човекот го ставил својот прст на својот памет да се обрачуна сами од себе си? Колку од моите 60 години јас сум ги поминал во спиење? Колку од моите просечни 60 години јас сум бил на работа? Колку од моите 60 години јас